Благодарам, председателе. Со овој амандман предлагаме во член 3, став 1, зборовите и интернет игрите се заменуваат со зборовите и игри, и во став 2 зборовите и интернет игрите се заменуваат со зборови и игри, а зборовите трговски друштва се заменува со зборовите трговско друштво. Сега во моето образложение ќе кажам што е суштината на овој амандман, како и ќе ги потопи сите ваши аргументи кои што сакавте да ја спинувате целата дискусија со дистанцата и дека некој не свикувал комисија. Само со прифаќање на овој амандман вие ќе докажете дека навистина тоа ви е суштината, ама не е тоа суштината. Суштината е нешто сосема друго. Ги повикувам почитуваните граѓани со задоволство да следат и да гледаат како сите ваши тези кои што вие ги соопштувате на оваа говорница, обидувајќи се да браните нешто што не се брани, едноставно немаат никаква смисла, бидејќи интересот е ништо друго освен бизнис интерес. Со овој амандман се постигнува отстранување на можноста интернетот како медиум преку кој може да се приредуваат општите и посебните игри на среќа да се узурпира од приватниот партнер на државната лотарија. Интернетот како медиум преку кој може да се приредуваат посебните игри на среќа, а кои се пренесени со лиценца на трговски друштва во приватна собственост, треба да остане достапен како медиум преку кој лиценцираните трговски друштва ќе може непречено, а во согласност со останатите одредби од законот да ги приредуваат посебните игри на среќа преку интернет. Електронските, кои се сметаат за лотариски игри и спаѓаат во општите игри на среќа, треба да останат како право на државата самостојно да ги приредува или во соработка со приватен партнер. Исто така, со употребената множина на зборот трговски се заменува со еднина трговско од причина што со овозможување на склучување договори со повеќе трговски друштва се дава можност да се легализираат преземените действија на државната лотарија во делот на објавените огласи за склучување на договори со повеќе друштва и истовремено се спречува надлежностите на Министерството за финансии и владата на Република Македонија да се децентрализираат на многу ниско управно ниво, што се создаваат можности за злоупотреби и неограничено пренесување на правото за приредување со приватни партнери на игрите на среќа. Исто така и овој амандман, господине Адеми, е поднесен по барање на Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа и на Асоциацијата на спортски обожувалници. Практично овој амандман е клучот за тоа што вие се буните тука во изминатиот период. Ова само се бара надлежноста во доделувањето на игрите на среќа да остане доминантно на предпријатието кое што го има формирано државата, односно да не се дозволи на едно многу ниско административно ниво да се доделуваат лиценци на кој годи и што годи. Јас немам намера понатака да дискутирам со овој амандман, по овој амандман, бидејќи сметам дека во образложението е дадено све детално и тука ќе се види која е вистинската намера некому да штити монопол или да дозволува организирање и приредување на игри на среќа. Благодарам.